И за крај, малку политика. Не малку, него малку повеќе. Гостин во студио ми е Владимир Голубовски. Владо, добро вечер, добродошол. Добро најдов, Миленко. Значи, во првите 2/3 од 90-тите години, секојдневно присутен, по екрани, по телевизии, по ова, во последните 2/3 од 2000 година, многу малку присутен. Избриша. Тоа е затоа што не си тука, живееш некаде, во Австралија, на Марс. И јас понекогаш се прашувам кај сум, сакам да се најдам, ми избришале во секаде. А причината е? Причината е што македонската политика зема таков тек, каде што актерите треба да одговараат на некој сценарij. Очигледно не може да ме сместат во некој сценарij. Добро. Ајде тогаш, бидејќи те немам, или си многу малку присутен, или таму кај што си присутен во некои емисии, каде што си со ограничена минутажа, број на прашања, или за ограничена тема. Ајде, дај ми слобода да те представам, може? Да кажеме, Да. ти си сега председател на што? Во Народемократска партија. Која има колку члена? Мислам, тоа е Па од на- делот да. од Вака, корпусот на Python партија. да почнеме релакс, одговорот ќе го дадам така да малку и духовитост да се одржи, но реално е тоа. Значи, на хартија имаме повеќе од 14.000 представници, но ние претендираме на оние скоро 50% граѓани кои што не излегуваат на изборите. Тоа е најголемата партија и мислам дека ние сме лидери на таа партија. Добро, но тоа сите се гледаат во таа. Да, но реков дека... Таму се гледаат и овие на Манасиевски, таму се гледаат и сите партии, од лево и од десно, сите се гледаат таму, а има тие што не излегле да гласаат. Добро, ма стално има тие што не излегле да гласаат. Со тоа сакам да кажам, еве сега Таму се гледа и ти се гледа, да. и Бачев се гледа, и Манасиевски се гледа, Тито Петров се гледа, Стојанов, сите се гледаат таму. И таа група не е така пластелин. Тие размислуваат, гледаат. Да, се согласувам, но ова го кажав еве самиот ова добронамерна, да кажам, провокација во овој дел ми дава можност да објаснам. Тоа сепак зборува дека македонската политика има криза и тоа утешно делува на помалите партии, дека просторот, ако е се уште затворен, ќе се отвара, бидејќи незадоволството на народот расте и Македонија има потреба од една политика по мерка на македонскиот народ. Добро. Сега да те прашам. Добро, ти не можеш да си адвокат на другите партии, можеш да си адвокат на својата партија, нели? Односно, не може да во името нивно. Меѓутоа, сепак толку многу мали партии да се надеваат на едно избирачко тело, кое еве дури никој нема да го добие 100%, но сите да го разделат, пак нема да направи некоја битна промена во однос на помалите партии. Не чувствуваат ли малите партии дека треба, наместо да гледаат таму каде што тоа е, не е туѓ двор, тоа е многу широка територија, туку да почнат од самите себе, тука да се реорганизираат, тука да почнат. Тоа е број 1 прашање. Број 2, не мислиш ли дека, во контекст на ова, пак можеш да одговориш, не мислиш ли дека сите тие партии, со сите лидери, вклучително и твојата, се веќе видена работа? Да кажеме, што знам, Стојан, Тито Петковски, ти, Сашо Ангелески, не знам, сите, така, Христо Пенов, тоа е веќе пројдено. Еве истата судбина ја има СДСМ. Видена работа, брат Црнковски. Не мислиш ли дека е време за нови, млади луѓе, енергични и така натаму и во рамките на партијата? Значи вака, генерално се согласувам дека треба да се иновира македонската политика. Но кога зборуваме за веќе видена работа, јас би сакал да го коментирам тоа од аспект на опциите, кои идеи ги носат тие луѓе. Ако идеите им се надминати, времето ги демантира нивните идеи, тогаш треба и тие кои носители и персонално да се тргнат, да имаат осет кога треба да престанат да учествуваат во политиката. Ако идеите се добри, не треба да се лимитираат можностите на млади и стари. Инаку, да го заокружам оно што го
него дадов како коментар од претходното прашање и се содржеше и во твоето последно прашање, однос дека Македонија има релативно мало избирачко тело, а многу партии. Сакам да кажам дека начинот како се доживува и практикува политиката е проблем. Не е проблемот на бројката, таа треба сама да во надпревар на идеите самата се тестира. Затоа што имаме една Данска која што е сличен габарит како Македонија, има повеќе партии во парламентот дански него партии во македонскиот парламент. Значи треба во основа да се бара вредносното значење, суштинското, оно што треба да биде промотор во македонската политика, а тоа е квалитетот, надпреварот. Па добро, веројатно постои квалитет и надпревар, во која поголемиот дел од малите партии не успеваат да влезат во парламент. Да, ако медиумот е затворен, македонската политика комерцијализирана, не може понуда да се даде. Види се, јас се започнав емисијата, ти дојде на почеток, не знам дали го фати тој дел, дека сум јас присталица и за себе се искритикував на почетокот на емисијата, каде што имав еден свој, значи од кај што сум ја почнал јас новинарството, учител кој се викаше Никола Солдатов и кој вика тоа гледачот не го интересира. Значи, солдат направив слаб пренос од Формула 1 затоа што на слушалки слушав некои звуци, па ме доконцентрира, мали, тоа гледачот не го интересира. Се согласуваме сега. Значи сега. Тоа гласачот не го интересира тоа што не си на медиуми. Го слушнав тоа. Нели така? Значи, да си појдеме од себе. Значи, тоа што ќе најдеме дека ова е улицата е крива или патот е прав или дека овој бил поубав или оној поише го сакале, тоа не оправдува. Да. Еве, сега има можност и сега треба да покажам што идеи. Да, повеќе. Да, добро. Знаеш што? Добро, тоа ми беше на почетокот и јас си кажав на почетокот кога почнеше Фактор 5 дека ќе донесувам луѓе од помали партии, значи да може да излезат и ако пак ти кажам, ти беше многу присутен, сега си малку присутен, има пак и да видиме што нудат, нели? Да. Ете малку тие 15 минути да се представат. Мене она што